Добар ден, драги мои! Добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Денеска ќе го сготвам моето омилено јадење од детството. Пилешки џигерчиња со пилешки срца. Ќе направам паниран кромит натур или чипс од кромит и ќе направам плескавици од компир. Многу едноставно, многу вкусно, а сепак задоволително. За јас да можам денеска овде да готвам, голема благодарност до моите пријатели од Форма Нова салонот за мебел. Благодарам Форма Нова и продолжуваме понатаму. Пилешки џигерчиња со срца, моето милено јадење кое денеска ќе го направам најубаво на цел свет. Кромит, еден црвен, еден бел, нели? Уште еден бел, доволно е. Компири млади, убави. Морам да кажам за кромитот нешто. Оваа година е превкусен, благ, сочен, да ти е кејф да направиш јадење или салата со него. А компирот толку е богат со шекери што кога го пржиме или го обработуваме, карамелизира, омекнува и е највкусен на цел свет. Тоа е се што ми е потребно, а сега се враќам и веднаш почнувам. Скромна храна што буди спомени од детството. Пилешки џигери и срца. Испржени со едноставност и љубов, како што тоа се правело некогаш, но денес даваме нова нота. Гарнир од крцкави компир плескавици и паниран кромит што носи вкус и текстура. Старо јадење во ново издание. Едноставно, но полно со душа. Пилешко џигерче со срциња, моето омилено јадење од детството. Многу едноставно. Се што треба да направиме е да ставиме витаминка во веќе загреано тавче, малце маслов, поздрав до моите пријатели од Брилијант, путер, одлично, и го оставаме да се загрее. Откако ќе се загрее, го додаваме прво кромидот. Го динстаме полека и тивко додека не карамелизира. Потоа го додаваме пилешкиот џигер. Велат дека пилешкиот џигер е многу едноставен за готвење, затоа што се готви многу често на висока температура и не многу долго време. Меѓутоа, нашата традиција вели нешто сосема друго. Научени сме прво да го испржиме кромидот, потоа џигерчето, да додадеме понекогаш и зеленчуков бујон или некое бело винце и тоа полека да динста и да направи еден убав сос. А потоа во сосот да си макнеме со лепче и вистински да си уживаме. Путерот се растопи и сега ќе го додадеме кромидот и како што кажав, полека ќе го динстаме додека не излезе целата вода од него и додека не почне да карамелизира, а потоа ќе го додадеме или џигерот како што кажав. Го зачинуваме и кромидот со сол, со црн пипер и со малце дафинка. Добро промешуваме и оставаме да динста. Не го губиме времето, продолжуваме понатаму. Со овој џигер денеска ќе направам многу интересен паниран кромит. Го користат најчесто во долниот дел на Баварија или во долниот дел на Германија во Баварија, како додаток на нивните познати јадења, затоа што е убав, крцкав и пред се многу вкусен. Може да го направите и за многу различни прилики, онака и како мезе со некој убаво лесно бело вино. Аџико, моите спонзори. Кога влегов во Аџико, навистина бев изненаден од изборот на сето она што они го нудат на пазарот. Меѓутоа во очи ми паднаа овие убави цедалки кои се идеални за да ги ставиме на нашиот мијалник и да ставиме во нив се што ни е потребно. Овој пат решив да направам и народно кажани плескавички од кромит, кои се прават многу едноставно. Потребно ни е
убав компир кој ќе го изрендаме и ќе го потопиме во вода, нели да не потемне, а потоа ќе го ставиме во цедалка да се исцеди, со тоа што ќе го стиснеме од сите страни за да излезе вишокот на вода од него, бидејќи на вистина не ни е потребен. Одлично, компирот добро го исцедивме, а знак кој ни покажува дека е добро исцеден е тоа кога ќе почне да се одвојуваат или ренданите делови од компирот. Ги ставаме во длабок сад. И секако зачинуваме со дафинка. Додаваме малце брашно, но не многу, едно јајце и путер. Моја кравица, секогаш добре дојден кога готвам. Поздрав до моите пријатели од Бимилк. Тоа е све со компирот. Сега, се што треба, заборев бибер да ставам, а си имам такво убаво апаратче, што ми е задоволство кога зачинувам со бибер. Ајде така. Мирисот на тазе со мелен бибер е идеален, го обожавам. Зошто всушност додаваме путер во компирот? Затоа што ќе ги ставиме да се печат. Има два начина. Можеме да ги печеме на убаво тефлонско тавче кое не е лепливо, или пак да ги испечеме во рерна. Јас денеска одлучив да ги испечам во рерна и сега добро ќе ја соединам смесата и од нејзе многу едноставно ќе направам мали плескавички, ќе ги ставам во тавче огноотпорно и директно на печење. Додека тие се печат, џигерот ќе се готви, а јас за тоа време ќе ви кажам како да го испанирате кромидот и на кој начин да го испржите, на која температура. Стар вкус во нова приказна. Џигер, компир и кромит. Скромно, но со душа, што се чувствува во секој залак. Еве сега, ќе земеме помалце од смесата. Треба да е ровка, треба да е нежна. Ќе направиме мали плескавички и ќе ги ставиме во тавчето. Ако ве мрзи да правите вака мали плескавички, многу едноставно. Ставете ја целата смеса во тавчето, распоредете ја подеднакво насекаде и ставете ја да се пече. Ќе го добиете истото, после само со нож ќе исечете парчиња, ставате во чинија и уживате. Ова може да го направите и кога ќе ви дојдат гости, затоа што многу едноставно се прави. Меѓутоа, ако ги печете во рерна, загрете ја рерната на 220 степени, кога ќе ги ставите да се печат. Така ќе биде најдобро. А ако ги пржите во тавче, уште поедноставно. Загрете го тавчето, додадете путер, масло, оставете да се загрее и ставете ги полека да се пржат. Меѓутоа, не ги превртувајте многу. Кога ќе се испржат од едната страна, треба да добијат убава златна бакарна боја. Кога ќе добијат таа боја, тек тогаш префрлете ги на друга страна и имајте трпение. Бидете тука, гледајте како се готви храната и буквално уживајте во нејзе. 6 ќе бидат доволни за да ви покажам како треба, а сега како што кажав, 220 степени загреана рерна ги ставаме да се потпечат. Не повеќе од 15 до 20 минути дорека не добијат убава и златна кора или дорека не се испечат. Поздрав до Фортис.
ставивме да се печат кјофтињата или плескавиците од компир. Видовте колку едноставно се прават. А сега кромидот. Треба да го испанираме. Панирање е процес кога, пример, денеска кромидот ќе го додадеме во брашно, брашно ќе се залепи на него, ќе го испржиме во длабока маснотија. Значи, процесот на ставање на кромидот во брашно се вика панирање, а процесот на истиот тој кромид кога го пржиме се вика поховање. Тие работи мораме да ги знаеме. Кромидот го стави во вода за да може убаво да се одвои и еве, ќе го исцедиме, ќе ги разделиме прстените, затоа што треба посебно да бидат сите испржени, не смеат да бидат залепени еден до друг, затоа што тогаш ништо нема да направиме. И еве го, стоењето на кромидот во вода ми помага многу лесно и едноставно да извадам убави прстени од 5 мм дебелина. Одлично. И сега, многу важна работа. Ќе го посолам прво кромидот. Брашното пола пченично, а пола пченкарно, а може и само пченично или само пченкарно, ќе го додадете во еден длабок сад. Не заборавајте и него да го посолите, затоа што кромидот треба да биде соленкаст и вкусен. Ако не го зачиниме, ќе биде блјутнав и нема да има убав вкус, затоа што кромидот содржи многу шекери. Сега ќе ја измешаме смесата. Одлично. И полека ќе почнам да го панирам кромидот. Меѓутоа, пред да почнам да го панирам кромидот, да видам што ми се случува со кромидот за джигерот. Ја има бојата што сакав да има. Сега ќе додадеме малце свеж, ситно сецкан лук, да даде една мала друга димензија. И нема многу да го пржиме лукот. Сега, него веднаш ќе го додадеме джигерот. Джигерот секако, откако ќе го купите, убаво ќе го измиете или ставете го во длабока вода, убаво измите го и после тоа убаво исцедете го нежно и бидејќи пилешкиот джигер е споен, има два дела со срце. И сечете го и чистете ги оние црни жилички или непотребни парчиња од джигерот и тогаш оставете го добро да се подзасуши и да се исцеди нели од водата, а тек потоа додајте го во кромидот. Откако го додадов джигерот, некој вели дека треба на крај да го посолиме и да го забибериме, меѓутоа јас веднаш ќе му ставам и црн бибер и сол. Одлично. Ке промешам и ке го оставам да се пржи, а за тоа време ќе почнам да го панирам кромидот. Кромидот дел по дел ставете го во брашното и убаво извртете го. Или земете вака со две раце и внимавајте брашното да се залепи на секој дел од кромидот. Тоа многу ќе помогне да биде крцкав, вкусен и верувајте ќе посакате повторно да го направите, затоа што, како што кажав, можеме да го користиме и како мезе. Откако добро ќе го испанираме кромидот, ќе го ставиме во друга цедалка. А додека го панираме кромидот, ставете го тавчето со масло да се грее, да го заштедиме времето и неколку работи да направиме одеднаш. Меѓутоа, никогаш не заборавајте да собирате позади вас, затоа што нели оној што готви, многу често дома тој си ја средува и кујната ако не се поделени обврските. Меѓутоа, многу често остануваат на мене кога готвам или на некој друг. Кромидот е скоро готов. Еве го, брашното убаво се залепи на него. Тоа значи дека штом се загрее зејтинот, ќе можам да го ставам да се пржи. Секогаш мораме да внимаваме на температурата, затоа што термичката обработка е многу важна и сите ние треба да ја знаеме. Не можеме кромидот да го ставиме на ниска температура затоа што ќе го свариме буквално. Ама ако го ставиме на 190 целзиусови степени, тогаш ќе го испржиме онака како што треба и од него ќе добиеме многу убав и вкусен чипс.
ќе додадеме уште малце масло. Ќе го оставиме да се загрее на 190 степени. И сега чекаме добро да се загрее, а за тоа време џигерот е скоро готов. Јас, например, би сакал и би можел да го јадам и вака. Ама нашата традиција вели додајте малку бујон и оставете го дополнително да искрчка и да пушти сок. Така да, јас ќе го направам тоа баш онака како што кажува нашата традиција. Ќе го измешам убаво и ќе го оставам да крчка полека уште 20 на минути. Немојте да оставате да испари целата течност. Оставете да има малце сос и потоа макнете си. Кромидот го испанирав. И да видиме сега дали ни е спремно маслото. Како ќе пропознаеме дали е спремно маслото, ќе земеме едно од кромичињата и ги ставиме внатре. Тоа ќе почне веднаш да се пржи. Овој пат маслото ќе мораме да го почекаме уште 3-4 минути добро да се загрее. Еве го добро загреано масло. Кромидот се покрива со тенок слој на брашно, а потоа шушкаво врело масло. Златен, крцкав и мирисен. Од обична состојка станува вистински деликатес. Погледнете го кромидот. Убав, крцкав, одлично испржен и се што треба да направиме е да го ставиме во еден сад каде што сме додале хартија која ќе го упие вишокот на маснотија што останал во кромидот. Солен, убав, вкусен, се осеќа шекерот, све се осеќа во него. Браво! Џигерчето е готово за само 1 минута и веднаш ќе пристапиме кон сервис. И секако, секогаш пред да сервираме храната, мораме и да пробаме, нели? За мерак. Сега одам да ги извадам ќофтињата од компири и сервираме. Ќе го исклучам и шпоретот за тоа што е сосема доволно. О, колку убава боја. Одлично. Еве ги ќофтенцата се готови. Начинијата се среќаваат вкусот и спомените. Меките џигери и срца се придружени од златни компири плескавици и крцкав кромит. Малку боја, малку мирис на путер и се изгледа како да се подготвувало со љубов, токму како некогаш. Домашен ручек што враќа насмевка. Мек џигер, срца со длабок вкус, плескавици од компир и кромит што крцка под вилушка. Комбинација што потсетува на дома. Понекогаш најубавите оброци не бараат многу, само добри состојки и малку трпение. Ова е вкусот на едноставноста. Готвење што ја чува топлината на семејните трпези. Ми се наполни душата. Се врати во детството, направив убав и вкусен оброк во кој бескрајно уживав. Се надевам дека ќе го направите и вие и ќе се вратите во детството, а во меѓувреме не заборавајте да ги посетите нашите канали на социјалните мрежи, да видите што све ние овдека правиме и ако нешто сте пропуштиле да погледнете и секако нашиот сајт каде што ги има сите информации за сите јадења и за се останато што е во склоп на оваа емисија 4 сезони.
Посетете и нашата веб продавница, за тоа што секако таму ќе најдете се што ви е потребно за во кујна. Се гледаме во утрешната емисија, имајте убав и пријатен ден.